Благодарам председателя, odnosno predsedavač. Почитувана председателке, значи се согласивме целосно во однос на тоа дека имате широк спектар на надлежности, огромен број на предмети. Работата во ова комисија не е ниту малку лесна, многу ми е тоа јасно, со оглед на самиот обем на работа и административните работи кои што треба да се сработат. Цело време се жалевте на тоа во однос на ресурсите и луѓето кои што треба да ви се дадат. Да, ворете тоа да го барате, да ви се одобрат сите овие потребни ресурси, меѓутоа да биде ефикасноста и ефективноста и економичноста на постапката да биде запазена. Во однос конкретно на членот 109, воопшто не ви држи образложението дека членот 109 во ставот 1.11, каде што го повторувам, вели кога второстепениот орган постапува по изјавена жалба против управен акт кој еднаш бил поништен и вратен на повторно решавање, постапувајќи по жалбата должен е самиот да го реши предметот. Да, овде должен е самиот да го реши и се мисли на мериторно решавање. Воопшто тезата дека ова одредба не е за мериторно решавање, туку е само за постапување на комисијата, воопшто не држи место. Зошто? Бидејќи, дали вие не сте надлежни во првиот пат кога ќе ви се достави жалбата самите да ја решите работата? Или само треба да ја проверите дали е навремена, дали е дозволена, дали е допуштена? Не. Ова ве демантира во однос на точка, истиот став, точка 10, каде што вели предходно, значи пред 11, вели вака: второстепениот орган може истиот предмет да го врати на првостепениот орган само еднаш, без оглед на причините или пропустите во првостепената постапка. Значи може да го врати. Комисијата постапува согласно надлежностите и по првиот пат. Го решавате предметот со тоа што го враќате на дополнително одлучување и разгледување. Повторно одлучување и разгледување на првостепениот орган. Меѓутоа, децидно ставот 11 си вели дека сте должни по вториот пат, враќањето по втор пат на истиот предмет, самите да го решите. Тоа е мериторно решавање. Воопшто не ви држи тезата дека станува збор за само постапување на комисијата. Тоа дека предходно, пред да дојдете вие, немало решавано мериторни одлуки, не ве иззема од одговорноста сега. Ворете во однос на ресурсите кои што треба да ви се дозволат, и јас од овде, од ова говорница, за сите комисии и сите извештаи кои што ги разговаравме, потенцирав дека доколку негде на вистина има потреба од стручни кадри, финансиско материјално работење, треба да им се обезбедат услови за да можат ефикасно да работат. Зошто? Бидејќи краен корисник во моментот се граѓаните, а овие постапки ниту се економични, ниту се ефективни, ниту се ефикасни. Долгогодишни, кои што застаруваат и граѓаните не можат да ги остварат своите права. Во однос на тоа за постапување по службена должност, интенцијата ми беше да ви повторам и да ви кажам што во случај кога за издадено решение за поседување на огнено оружје, во случај на прекршочна постапка во Министерството за внатрешни работи се задолжува истото решение да биде поништено. Дали по допис од нив вие службено можете да го поништите ова одобрение, бидејќи знаете дека согласно закон, нивни закони кои што ги има, доколку настанала одредена постапка во однос на нарушување на јавен ред и мир и други постапки, истите се должни покрај тоа да ја поништат, односно да извршат поништување и на актот со кој што има ова лице дозволено да поседува вакво оружје. И во однос на таксите, повторно е со материјално и финансиското работење, меѓутоа ниту сте суд да одржувате рочишта, како што во некои комисии начелно се почна со одржување на држење на рочишта со странки, со адвокати, и овде мора да претрпат одредени измени доколку сметате дека можете, а сега согласно новиот закон за управни спорови, самите знаете, бидејќи ќе го е во ваша надлежност, дека управните постапки пред управниот суд ќе се решаваат на друг начин, односно ќе има и рочиште, ќе има повикување и на странки, а за тоа дека таксите доколку доаѓале кај вас, вие ќе сте биле многу поажурни. Не можам овде да коментираме,
бидејќи повторно се согласуваме во делот дека треба да ви се обезбедат материјално-финансиски средства за работење. Како што реков и на другите комисии, со еден решен предмет во управна постапка, кој што не би застарел кога би отишол додека да стане правосилен во управен суд и висше управен суд, можат, доколку е одреден предмет од одредена област, од каде што се испумпуваат и се врши перење на пари на огромни буџетски средства, со еден ваков решен навремено предмет, сите овие трошоци ќе можат да се покријат и сите вие доследно да бидете вреднати во однос и на надоместоците и во условите кои што ќе ви бидат ставени на располагање за решавање, потенцирам со цел граѓаните да го почувствуваат бенефитот од самото работење на комисијата. Во моментот сте преокупирани со голем број на предмети и сте единствен орган кој што посредува помеѓу првостепениот орган и управниот суд. Немате ништо конкретно решено, како што потенцирав, во однос на мериторно решавање, единствено ги препраќате и ги решавате, односно ги одбивате или ги прифаќате жалбите, без претходно, кога оние кои ќе се вратат, да ги решите мериторно. Ви благодарам.